почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Додека владата на Груевски секојдневно ја манипулира јавноста и креира лажна слика за преродби и наводни бранови, Македонија се соочува со катастрофални состојби во буквално сите сфери од општественото живење. Стандардот на граѓаните од ден на ден се повеќе оди надолу. Граѓаните на Македонија го достигнаа дното на достоинствениот живот и станаа шампиони според сиромаштијата и недемократичноста. Но овој пат да ја оставиме владата настрана и да потенцираме што направи општина Струмица во изминатиот период, водена од страна на СДСМ и градоначалникот Зоран Заев. За тоа ќе ни треба малку повеќе време. Струмица е прва општина во Република Македонија со два ISO стандарди за квалитет и за екологија. Прва општина со кредитен рейтинг издаден од Moody's. До сега општина Струмица има добиено преку 150 домашни и меѓународни признања и награди. Општината веќе 5 години е помеѓу најликвидните, најсолвентните и најкапитално интензивните општини во државата, ако не и прва. За 7 години се реализираа 1830 конкретни проекти. Вкупната вредност на капиталните инвестиции од буџетот на општината се во вредност од 1 милиарда 783 милиони денари. Обезбедени се и дополнителни средства од грантови и друг вид на донации во износ од 230 милиони денари, од кои само од фондовите на Европската Унија финансирани се проекти од преку 2 милиона и 300.000 евра или 140 милиони денари. Донесен е нов најсовремен генерален урбанистички план за градот и 34 нови детални урбанистички планови. Во општина Струмица има подготвено урбанистички планови за почеток на градби од сите видови на намени за 2 милиони и 300.000 метри квадратни државно и приватно градежно земјиште. Преку активности на општината, овозможено е да се отворат 35 нови производствени погони и 7 откупни пунктови за земјоделски производи. Отворени се преку 5400 нови работни места. Пред почеток на градба се 20 нови производствени капацитети со нови дополнителни 1300 работни места. Изградена е и првата катна гаража со 380 паркинг места, како и подземна гаража со околу 100 паркинг места под градскиот плоштад. Обележени и обезбедени се дополнителни 590 нови паркинг места во градот. Изградени се првите подземни улици со подземни семафори во државата, како и најголемиот плоштад во Република Македонија, исклучиво со сопствени средства на општината. Општина Струмица е првата плански гасифицирана општина во државата. Изградена е гасоводна мрежа од 13.000 метри, преадаптирани се системите за грејење на 13 општински институции за приклучок на газ, набавена е опрема за декомпресија на природен газ, како и 12 мерно-регулаторни станици за природен газ за секоја општинска институција посебно. Вкупно досега е инвестирано 1,7 милиони евра во гасификацијата на Струмица. Придобивките од овој проект ќе бидат во десетици милиони евра заштеда на годишно ниво за граѓаните, стопанството и јавните институции. За 7 години општината изгради 145.000 метри асфалтен пат во градот и населените места или вкупно 677.000 метри квадратни простор покриен со нов асфалт. А тампонирани се околу 132.000 метри квадратни полски патишта. Изградени се повеќе од 84.000 нови поплочени тротоари во вкупна површина од 143.000 метри квадратни. Изградена е водоводна мрежа од 172.000 метри во градот и населените места. Изградени се 7 целосно нови водоводни мрежи во 7 населени места, 4 километарска водоводна мрежа до нов извор за граѓаните од село Рич, како и делумно обновени водоводните мрежи во 3 населени места. Сите граѓани во општина Струмица имаат квалитетна и здрава вода за пиење. Поставени се 95.000 метри канализациони линии во градот и населените места. Канализацијата е целосно завршена во градот, во Куклиш и во Муртин. Ова година завршува изградбата на канализацијата во село Костурино,
а наскоро се започнува со изградба на канализациите во селата Проседиково, Дабиле и Добрејци. 14 пати е спроведена акцијата за чиста Струмица и создадени се 65 хектари нови зелени површини во градот и населените места. Набавени и поставени се повеќе од 2000 нови корпи за смет и нови клупи. Набавени се 6 возила за чистење на јавни прометни површини, 4 возила за собирање на смет и 2 возила за чистење и одржување на фекалниот и атмосферскиот канализационен систем во општината. Изградени се 32 нови детски и спортски игралишта во градот и населените места, а редовно се обновуваат и постојните игралишта. Изградени се 32 нови детски и спортски игралишта во градот и населените места, а редовно се обновуваат и постојните игралишта. Изграден е и најсовремениот покриен пазар во државата во склоп на Глобал, реконструиран е кванташкиот пазар за продажба на големо и отворениот пазар Чешел за продажба на земјоделски и друг вид на производи. Исто така е во понуда и пазарот Кантон за идните потреби на граѓаните. Заменети се 3190 живини светилки со штедливи светилки и сега општината штеди повеќе од 12 милиони денари годишно. Извршена изградба и санација на училишта, детски градинки, библиотеки, домови на културата во селата и другите општински институции во вкупна вредност од 85 милиони денари. Целосно е реконструирана согласно конзерваторските основи и општинската зграда. 5 струмички меѓународни културни манифестации достигнаа ниво на најреспектабилни манифестации во државата. Струмичкиот карневал, Ристо Шишков, меѓународната ликовна колонија, филмскиот фестивал Астерфест и фестивалот за афоризам и карикатура. Поддршката на младите во општина Струмица е најдобар пример во државата. Денес, младите луѓе во Струмица сами одлучуваат што е најдобро за нив од аспект на надлежностите на локалната самоуправа. Локалната самоуправа е покровител на сите спортски и културни манифестации во општина Струмица во последните 7 години. Спортот е помогнат со 35 милиони денари, развојот на културата е помогната со 28 милиони денари, а само домашните невладини организации се помогнати за реализација на проекти од интерес на општината со преку 80 милиони денари. Во секое село реализирани се од 20 до 25 конкретни проекти, а во секое мало во градот во просек по 5 проекти. Општествената одговорност на граѓаните, а посебно на бизнис секторот, е на највисоко ниво во државата. Со нивна помош се обновуваат фасадите во градот, тие се најголемите помагатели за лекување на наши сограѓани во странство и дома, а сега сите заедно започна со изградбата на најголемиот соборен православен храм во државата во вредност поголема од 5 милиони евра. Почитувани, има уште многу што да се наведува како проекти реализирани од страна на општина Струмица, водена од страна на СДСМ и градоначалникот Зоран Заев. Од булевари до дневни центри, нови светилки и слично. Вие тоа секојдневно го гледате и чувствувате. Сведоци сте дека Струмица е најдобро место за живење во Македонија. Поради тие причини, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица реши да излезе на плоштадот во Струмица. Ќе организираме протестен собир на кој ќе ги идентификуваме погрешните политики на власта. Ќе ги лоцираме проблемите и ќе понудиме решенија за спас на Македонија. Истовремено, овој собир ќе го искористиме со полно срце и чист образ да го промовираме и нашиот кандидат за градоначалник за следните избори. И господа од власта, не мачете се со објавување на деманти, одговорот ќе ви го даде народот на 3 јуни на градскиот плоштад во Струмица.